15 септември, денот на пензиска свесност, беше одбележан со едукативен, семеен, забавен настан кој што се одржа во неделата во 12 часот во паркот Авионче во населбата Ново Лисиче. Со овој настан всушност се означи почетокот на активностите кои што оваа година ги опфаќа едукативната општествено одговорна кампања Засади желба за одржлива иднина, организирана од трите пензиски друштва и поддржана од МАПАС. Ова е четврта кампања Засади желба, акцентот е ставен на одржливата иднина, па може ли да ни кажете нешто повеќе за тоа? Добар ден. Така е, ова е четврта година поред како ја одржуваме едукативната кампања која што носи наслов Засади желба. Годинава насловот е Засади желба за одржлива иднина. Целта на оваа кампања е да се направи една паралела поврзаност помеѓу планирањето, долгорочното планирање на личните финансии поврзано со пензиското штедење и навременото планирање на животната околина со цел да се постигне една долгорочна одржливост и на околината во која живееме. Настанот се одржа, како што спомнавте, во паркот Авионче во Ново Лисиче и беше замислен како семеен настан на кој што може да присуствуваат и најмладите и повозрастните со цел да има забава за сите, а едукацијата да биде пренесена на еден поприроден начин. Во неделата на 15 септември во паркот кај Авионче во Ново Лисиче никна мал мини пензиски парк, бидејќи беа засадени повеќе дрвца и повеќе желби, а во претходните години во рамки на кампањата веќе се создадоа неколку вакви паркови широм земја. Така е. Самата цел на кампањата е да се прикаже еден континуитет во рамки на промовирањето на таа одржливост. Значи, веќе 11 пензиски паркови постојат на територијата на целата држава од минатите години. Значи, садењето на дрвца символично го носи називот пензиски парк, со цел да се промовира нашата општествена одговорност како пензиски друштва, а да остане да им служи на оние кои што се секојдневни корисници на тие паркови, основни средни училишта, па и факултети. Оваа година символично покрај садењето на дрвцата во паркот Авионче беше поставена и така наречена пензиска клупа, која што треба да го символизира преодот од работниот век, планирањето на штедењето до безгрижните пензионерски денови. Значи да имаме клупа, да имаме и сенка. Финансиската едукација често се истакнува како многу важна. Кои се предностите, придобивките од неја и како вие гледате на тоа? Така е, финансиската едукација е исклучително важна, особено во едни општества како нашето, кои претрпеле посериозни реформи. Како што знаеме, реформата на пензискиот систем кај нас е спроведена пред 19 години и таа една длабока коренита реформа на системот што бара само по себе чинителите во неја и членството да се добро информирани за да на правилен начин ја разберат оваа реформа и учествуваат во неја на правилен начин. Така да едукацијата и во една поширока смисла на финансиското здравје на луѓето е од исклучителна важност за нас како општество, како целина. Кои се предизвиците? Значи се соочуваме со предизвиците дека иако ова е една исклучително значајна тема за сите нас, особено помладите генерации, често избегнуваат, ќе мислат дека пензијата е нешто што е, да кажам, исклучително далеко или исклучително недопирливо за нив, меѓутоа тоа е една голема заблуда и ние сите заедно како пензиски друштва, заедно со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување МАПАС, многу активно работиме на оваа тема и токму затоа ги организираме овие кампањи за да пензискиот систем го доближиме до нашите членови, како помладите, така и повозрастните, за да после многу години работен стаж сите уживаме во бенефитите на еден финансиски постабилен и комотен живот. Пензиските друштва се значаен сегмент од финансискиот систем. Која е вашата улога во тоа и на кој начин се грижите за пензиската заштеда? Пензискиот систем е нешто што е во континуитет, се прилагодува и адекватно на тоа мора да напоменеме за капитално финансираните пензиски друштва, односно за вториот столб, дека ние сме значени во два сегменти во општеството.
Првиот сегмент е тоа што долгорочно, значи со демографските трендови, со старење на населението и селување, се повеќе поединецот треба да се грижи за собствената пензија и во таа насока е значајно да свесноста кај населението подразбира дека во иднина се повеќе треба да се грижиме ние за собствените пензиски заштеди во услови кога ги слушаме оние околности како се случува во фондот за пензиско и така натаму. Сега тоа е еден сегмент. Значи дека континуирано поединците треба да земат и да бидат во насока на обезбедување на собствената пензија во иднина. Вториот сегмент е тоа што ние управуваме со над 2,5 милиарди евра финансиски средства и тие финансиски средства припаѓаат на повеќе од 300.000 осигуреници како капитално финансиран пензиски систем и во таа насока ние треба да обезбедиме стабилен, одржлив и долгорочен принос за овие луѓе, што би подразбирало дека тие понатаму ќе служат за исплата на пензија. Додека се прави тоа, значи обезбедувањето на тој стабилен принос подразбира да тие средства исто така можат да се вложуваат во економијата и да продонесуваат кон развојот на економијата во целост. Ги напоменав двете насоки во кои што е значаен капитално финансирање од пензиски систем во целокупниот финансиски систем во државата.